Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги мои, здраво во уште едно продолжение на патот до обновен ум. Верувам дека стандардот на содржините на Елиезер се подигнува со секое ново издание. Она што сакам да го потенцирам и разработам во ова издание е Божиот стандард според кој треба да се водиме и да се трансформираме. Светот сака да не оформи во нешто што изместува нашата вистинска слика, нашата вистинска вредност. Навидум изгледа дека ни се нудат начини и содржини за подобрување на животот, нашата самореализација, трансформација, но не на вистинскиот начин, користејќи методи кои не се Божии, туку демонски. Знам дека зборот демонски ви звучи суров и некако апстрактен и спиритуален, но вистината не сме да се негира и игнорира. И стихот кој гласи не се сообразувај, односно не дозволувај да бидеш формиран, обликуван според образците на светот, туку трансформирај се преку обновувањето на твојот ум, укажува токму на ова. Не смееме да ги расшириме разите на се што изгледа правилно и логично. Туку преку Божјата вистина да испитаме која е добрата, совршена и угодна Божја волја. Сме забележале дека не секогаш се реализира и манифестира Божјата волја за нас, на овој свет, нели? Не треба човек да мисли на ова за да одговори потврдно. Постојат зли сили кои работат против нас. Не го констатираме ова за да живееме во страв, туку напротив, да не чуди зошто нештата не се онака како што треба да бидат. Има ли излез и решение за ова? Да, има. Доколку постапуваме и живееме според она што Светиот Дух ни го говори. Truly me, this is what I was made for. The freedom of your love. And now I can dance, and now I can sing, and now I can be. Truly me, this is what I was made for. I wasn't meant for religion. I was meant for relationship with you, and you hold my heart. Yes, you hold my heart. Oh, you hold my heart. I wasn't made for religion. I was made for relationship with you, and now you hold my heart. Now you hold my heart. I wasn't made for religion. I was made for relationship with you. And now you hold my heart. Yes, you hold my heart. Oh, you hold my heart. Yes, you hold my heart. You hold my heart. You hold my heart. I wasn't made for religion. I was made for relationship with you. And now you hold my heart. Yes, you hold my heart. Oh, you hold my heart. Yes, you hold my heart. I wasn't made for religion. I was made for relationship with
Now you hold my heart. Now you hold my heart. Now you hold my heart. Да се биде трансформиран, значи да се биде оформен на начин што ќе ни биде подобро, на начин што ќе истакне нашата Божја слика. Божиот збор ни овозможува да бидеме оформени на начин на кој ќе ги знаеме границите и рамката на Божјата волја. Ако не зачекориме во процесот на трансформација, како би ја дознале, како би ја расудиле и тестирале Божјата волја? Ако не би разбрале, ако не би имале мудрост да го примениме знаењето, како би се промениле? Мудроста е разбирање. Во послание до Колосијаните 3:2 стои: размислувајте за она што е на небото, а не за она што е на земјата. Односно, умот да ви биде фокусиран на небесното. Значи, повторно доаѓаме до истиот заклучок. Да не се обликуваме според погрешните работи во светот, туку да се трансформираме преку вистинскиот образец. Дали би можел нашиот дух да биде врзан за нашиот погрешен систем на верување? Божиот дух се поврзува само со Божиото. Затоа потребно е да го обновиме умот. Умот да го поврземе на линијата на небесното, а не на земното. Кога го формуваме нашиот ум според рамката на небесното, односно според Божиот стандард, тогаш започнува и обновата. Зошто е тоа така? Затоа што го имаме стандардот. Знаеме според кој стандард, според кои параметри треба да го подесуваме нашето размислување и однесување. Дури тогаш започнува расчленувањето и распознавањето на оние делови во умот кои се разделени, распарчени од вистинските параметри. Тоа е слично како да имаме повеќе личности во нас, како повеќе варијанти од реалноста. Тоа е можеби од доживеани трауми, случки, животни настани кои придонеле за умот да биде расцепкан, распарчен. Тие настани придонеле кај нас да не можеме да ги обработиме и не знаеме како да се соочиме. Тие настани не промениле и тоа ни влие во сегашноста. Секој таков или сличен настан ни создава различна реалност. Ние продолжуваме да живееме, но тоа стои во нас, во нашиот ум. Мислиме дека поминало време и дека се избришало, но не е така. Одредени моменти се стимул за проживување на истата таа траума или настан. Тој момент злото го користи за да не травматизира уште повеќе. Првиот чекор кон отстранување на овие реакции е осознавањето дека тој момент го поттикнал ѓаволот и го користи во сегашноста и днината за постојано да не малтретира. Што значи, треба да се фокусираме на вистината, за да може вистината да го открие она што е погрешно во нашиот ум. Кој би сакал да го проживува моментот на тешкотија и траума? Никој. Но мораме да се соочиме со истата, да ја надминеме за да нема повеќе влијание врз нас. Во Филипјаните 4:8 пишува: Впрочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, а ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. Во овој стих се укажува на ова што го образложуваме. Се порамнуваме, се поистоветуваме со вистината, со Божиот стандард, а не со реалноста која не постои. Која е нашата рамка според која живееме? Божјата или рамката од светот? Што правиме кога споредуваме вистинито со лажно? Ако знаеме што е вистинито, лажното се препознава, нели?
Но, ако не го знаеме вистинитото, како би го распознале лажното? Лекувањето започнува кога ја знаеме вистината и откровението за таа вистина ќе нас слободи, како што укажува во Јован 8:32. Тогаш ќе запознаете вистината и вистината ќе ве слободи. Ако немаме откровение за добрината на небесниот татко, тогаш го немаме ни стандардот според кој треба да се менуваме. Штом ќе го видиме, штом ќе го откриеме најдоброто, ќе го сакаме најдоброто, нели? Штом ќе дознаеме за Исус Христос, светлината на светот, кралот над кралевите, господар над господарите, зошто би сакале нешто подолу? Да, има борба за да се добие најдоброто, но тоа е дел од патот, тука на земјата. Со фактот што ќе дознаеме вистината, разделените делови од умот ќе бидат видливи, а штом се видливи ќе знаеме на што треба да работиме. Во посланието Ефесијаните 5 глава стои: а се што е изобличено светлината го прави јавно, бидејќи се што е јавно светлина е. Кога ќе дознаеме дека небесниот татко не е оној кој ни ги направил тие нешта, тогаш започнува лекувањето, прифаќањето на неговата љубов и помош. Во прво послание на Петар 4:7 стои: бидете трезвени и ревносно молете се. Што значи да се биде трезвен? Значи да се биде умерен, реален, присебен, разумен, да не се биде контролиран од своите емоции, мисли, погрешни влијанија, зли сили и така натаму. Тајната се состои во следново: да се земе вистината и да му дозволиме на небесниот татко да ја манифестира во нашиот живот и во животот на другите околу нас. Now you hold my heart. 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 And I've never been so free. I've never been so free. I've never been so free than when I'm here with you, Lord. And I've never been so free. 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 Ако ние се трансформираме, тогаш трансформацијата ќе се манифестира и кај другите. Например, ако сме поспани, уморни или сме конзумирале алкохол, повеќе од дозволената количина, чувствуваме дезориентирани, не можеме да се фокусираме. Истото се случува кога живееме во лага, кога умот ни е расцепкан, разделен. Ја гледаме погрешната реалност, а не вистината. Затоа и пишува да се биде трезвен, да се биде под контрола. Кој светоглед не контролира во моментот? Каков резултат имаме од нашиот светоглед? Што причинило? Кој предизвикал да имаме таков светоглед? Што се случило? Како сме стигнале до ова што сме денес, до ова што ни се случува? Еве, за полесно да го направиме тоа во дневник, записник, да почнеме да го запишуваме сето она што ни доаѓа како одговор на овие прашања. Да му ставиме наслов, да го насловиме со нашето име. Например,
Проект Елена. Вие ставете го вашето име. Таа тетрадка нека биде наменета само за тоа. Да го напишеме сето она што ни доаѓа на ум. Да ги етикетираме мислите што ни доаѓаат, да ги класифицираме. Од каде потекнува таа мисла? Од кога? Од некоја случка можеби, од погрешни информации, од погрешни уверувања, од непроверени информации и прифатени како вистинити и така натаму. Да ги потенцираме со маркер во друга боја. Верувајте, ќе се изненадите што ќе дознаете. Пред да започнеме, прво да се помолиме и да побараме помош и водство од Светиот Дух да ни ги открие работите за кои не сме свесни. Например, од каде и кога и преку кого сме ја слушнале мислата дека не можеме да направиме нешто. Кога Божиот збор гласи: се можам преку Исус Христос кој ми дава сила. Овој стих е вистината, стандардот, а другото е извртената реалност според која досега сме живееле. Значи, штом го знаеме стандардот, односно овој стих, во случајов, тогаш вистината не ослободува и нашиот ум во таа област повеќе не е разделен, туку обновен. Истото се однесува за секоја област од нашиот живот. Во претходните изданија ставив акцент на стихот од второто послание до Коринтијаните. Оружјето на нашето војување не е телесно, туку е силно во Бога за разурнување на тврдини, па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога и ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христос. Кое е тоа превознесување што се крева над вистината кај нас? Која тврдина треба да ја разурнеме? Што ми ја разурнеме таа тврдина, тогаш ќе бидеме слободни. Во прво послание на апостол Јован, 4 глава стои: возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги духовите, дали се од Бога. Во послание до Филипјаните, 2 глава пишува: вие треба да ги имате истите мисли што ги има Христос. Или, според друг превод, размислувајте како што размислува Христос. Штом нашите темели се изградени врз вистина, тогаш имаме мир, спокој, а со тоа радост. Во Исаија 26 глава укажува на тоа. Небесниот Татко го чува во совршен мир оној чиј ум е фиксиран на него. Врз основа на ова, заклучуваме дека умот треба да се усогласи со духот, за да го има Божиот мир, а Божиот мир може да го имаме доколку имаме доверба во Небесниот Татко. Да се подсетиме на стихот од Исус Навин. Да не се одделува од устата твоја оваа книга на законот, туку поучувај се од неа дење и ноќе за да разбереш како ќе го извршуваш се она што напишано во неа, зашто тогаш ти ќе имаш успех во твоите патишта и умно ќе постапуваш. Поздрав до вас, драги мои! Ја следете емисијата Елиезер со Елена Ѓорѓиевска Костадиновиќ, во соработка и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер,